Неделно интервју на порталот ЗУМК. Јас сум Насер Салмани, а во продолжение ќе следите разговор со Бесим Небију, граѓански активист, со кого ќе разговараме за евроинтеграцијата на Македонија откако Македонија не доби датум за започнување преговори. Бесим, благодарам што приготви разговор за ЗУМК. Благодарам за поканата. Македонија и Албанија не успеа да отварат преговори со Европската Унија поради бугарското вето. Како вие ја оценувате реакцијата на владата и на политичките актери во Македонија откако Македонија не успеа да започне преговори? Мислам дека во предвечерието на второто вето владата имаше околу 60 дена простор во кој што се обидуваше повеќе да ја спрема јавноста за внатрешно во Македонија за ветото, отколку да го решава, односно да се обиде да го реши проблемот. При тоа треба да бидеме фер во услови кога немаше политичка влада во Бугарија, веројатно беше проценка на владата дека стратегијата на инвестирање на енергија во поголем обид за решавање на проблемот преку некој вид на компромис или преодно решение или крајно решение нема да резултира во успех и мислам дека се пренасочи повеќе во спремање на јавноста, бидејќи првиот пат имаше голема реакција на разочарување и веројатно и голем дел од јавноста ја гледаше кривицата во СДСМ како носител на власта. Овој пат мислам дека одиграа многу повеќе да ја спремат јавноста отколку да ја усредоточат вниманието во самото решавање на проблемот. Со тоа што користеа стратегија во која што до некаде предизвика и зголемено разочарање кај јавноста во Европската Унија. Значи, фрлија фактички вината на Европската Унија од себе. И мислам дека ако ги мериме, ако ги гледаме реакциите пост јуни, многу повеќе има покажување кон прст, кон Европа, кон европските вредности, тоа што некои аналитичари го викаат Калимеро стратегија, во која што ние се жалиме за нашата лоша судбина, Европа и Бугарија се причинители на таа наша лоша судбина. Мислам дека тоа беше до некаде стратешки изиграно од власта и мислам дека резултираше со оваа ситуација каква што е денес. На стратешко ниво, мислам дека ова е тактичка победа, не повеќе од стратешка, мислам дека на стратешко ниво имаме проблем кој што ќе биде можно тешко да се реши и кога ќе има политичка влада во Бугарија, бидејќи мислам дека до некаде секирите не се закопани се уште. Мислам дека има ова ќе потрае во следната година, може би повеќе. И заради тоа мислам дека владата сакаше да создаде таква атмосфера преку средствата што ги има на располагање пред се медиумите и другите кампањски ресурси за да ја спреми јавноста на таков исход. Мислите дека успеа во тоа затоа што ја во медиумите никаде не прочитав дека договорот со Бугарија е потпишан од 2017 година, сега сме 2021. Значи 4 години таа влада не направила ништо а знаеше дека Бугарија нема да се откаже од тој дел од договорот во кој се вели дека Македонија и Бугарија имаат заедничка историја. И речиси за овие 4 години ништо не се направи. Тие веројатно требаше тоа да го вкалкулираат порано, а не да остават 5 до 12 да го решат тоа прашање. Мислам дека јавноста не беше спремна. Јас не би влегол во толкување на историскиот елемент, односно содржината на спорот, бидејќи Ма тоа е дел од договорот, сами го потпишаа тоа. Од гледна точка на менеджментот на ситуацијата, мислам дека првото вето од Бугарија беше дочекано со одредено ниво на изненадување во јавноста, токму поради ова што вие го тврдите, Насер, немаше доволна подготовка околу сериозноста на бугарските позиции околу ветото, постоеше
Мислам, Имаше очекување дека Европската Унија ќе врши притисок врз Бугарија, па тие ќе мислам дека не беше јасно дека Бугарија, во бугарската страна постои консензус меѓу сите политички чинители, и од позиција од опозиција и вон парламентарни странки околу нивната позиција за спорот. Тоа мислам дека беше подценето. Ние всушност не ја следиме премногу дебатата, политичка дебата и било која друга дебата во Бугарија. Мислам дека Бугарија е најмалку присутната од сите културни соседни информативни простори од сите соседи. Значи сите други земји имаат повеќе покривање во медиумските и дебатни емисии од Бугарија и мислам дека тоа е до некаде извор на изненадувањето дека се мислеше дека со одреден притисок, нели тоа беше чаршиско уверување како во Скопје, ние секогаш имаме чаршиски. се јави Меркел и ќе заврши. Да, дека Германија ќе изврши притисок во последен момент да, нели, преку разни други механизми, вклучително и буџетските притисоци, односно буџетот на ЕУ кон Бугарија и мислам дека се тоа малце заради тоа се чашиски муавети не се потпираат на вистински премиси, не функционира така ниту Советот, ниту Европската Унија, ниту пак меѓународната политика. Можеби од ракурсот на Скопје така изгледа, меѓутоа не е баш тоа и така. Во јавноста владата и владините партии се обидуваат да токму таа перцепција да продават и веројатно таа перцепција е некако и е помината во јавноста, дека затоа што ние не почнуваме преговори, виновна е Бугарија и Европската Унија, ние сме ги исполниле сите услови, меѓутоа еве овие не сакат. Меѓутоа, пред месец дена се објави извештајот на Европската Унија каде што ајде да не претерам, ама над 80% од извештајот има негативни оценки. Сите препораки, убедливо најголем дел од препораките од претходниот извештај, владата ги нема имплементирано и веќе за тоа никој не разговара. Значи, за волја на вистината, владата се обидува да направи впечаток, односно да пласира теза дека Македонија ги исполнува сите подготвителни, односно сите услови за почеток на преговори и тоа веќе го има потврдено комисијата 15 пати. Мислам, малку е поразлична ситуацијата. Комисијата има дадено препорака повеќе пати, меѓутоа преговорите не почнале поради разни блокади. И овој пат постои блокада од Бугарија на таа почетна рамка. Меѓутоа, за волја на вистината реков, во ниедна од тие препораки не стои дека Македонија ги исполнува сите услови. Се збори за тоа дека Македонија има во доволно мерка напредувано за да отвори преговори, за да низ преговори ги реши сите системски и длабоки дефекти на начинот на кој што функционира државата и општеството и да ги прилагоди кон стандардите на Европската Унија. И мислам дека тука постои мал спин медиумски да ги исполнуваше сите услови. Ние ќе бевме членка. Да, тогаш ќе беше Исланд. Можеби немаше да има потреба да се зачленува во Европска Унија. Мислам дека спинерите тоа треба да го Не, медиумите тоа треба да го направат, за жал не го прават. Тие препораки, например, ги земе препораките од Прибе, кои што и претходеа, нели, на политичката криза која што резултираше во оваа формација на владата, односно во овој лидершип кој што денеска е на чело на Македонија, мислам дека голем дел од тие се преповторуваат во сите тие препораки. Нормално има одредени напредоци и тие напредоци се нотирани и се всушност причината поради која што Македонија има добиено препорака за почеток на преговори. Ќе се вратам на почетната теза. Мислам дека начинот на кој што владата го третира проблемот, односно ја спрема јавноста, ја кондиционира јавноста, упатува на стратешко ниво на подготовка за подолгорочна ситуација во која што Македонија нема да ги почне преговорите со Европска Унија. Тоа е моја лична проценка, бидејќи нели постои преголема е дозата на дефетизам и разочарување која што е колективно и која што личи на слични епизоди од некоја бивша влада, односно на претходната влада. Ова е премногу слично на начинот на кој што пропагандистичката машинерија на Груевски во едно друго време ја подготвуваше јавноста за
наредни блокади од Грција. Иако се слагам, има различни ситуации и друга е конјунктурата, меѓутоа спремањето на јавност, ако може така да го наречеме, е слично. Дали реакцијата на премиерот Заев дека Европската Унија, кога ќе биде готова, нека ни се јави, а тука ги имам и предвид изјавите на Еди Рама, кој на еден многу невкусен начин промовира таков антиевропски наратив. Изгледа, дружејќи се со Вучич, стекна ваков како да речем, сакаат на некој начин да ја копираат неговата стратегија во Србија во однос на Европската Унија. Како вие гледате на изјавата на премиерот Заев? Па мислам дека и премиерот Заев и премиерот Рама го имаат во моментов изгубено европскиот наратив. Во политиката мора да имате централна идеја околу која го сплотувате општеството, вашите гласачи, па и целите и другите политички партии и успешните политичари, нели, освен што критикуваат опозиција, создаваат и понуда. И европската идеја, односно евроинтеграциите се главна идеја, односно главен наратив и на премиерот Рама од 2013, кога е премиер на Албанија, значи во 2 мандати, и на премиерот Заев од 2017. Ситуацијата во која што сме сега, тоа е ќорсокак, они имаат отсуство на наратив и тоа се гледа и, нели, ако ги гледате вестите секој ден, се повеќе бледне ветувањето, бидејќи, нели, идејата, наративот се состои од ветување за посветла иднина, за подобрување на стандард, за поголеми приходи на населението, за подобрена инфраструктура, владење на правото и така натаму. Сето тоа бледне во овој момент и мислам дека е повеќе реакција во обид да се најде, да се покаже со прст и да се пренесе одговорноста на Да се пренесе одговорноста на Европската Унија. Инаку, мислам, јас не би сакал сега тука да ги амнестирам, меѓутоа тоа не го решава проблемот. Фактот дека и Македонија и Албанија самите аплицирале да бидат членки на Европската Унија и кога аплицираш, бидеш член на некој клуб, тој што ги прима новите членки, ги поставува условите, има свој сплет на процедури. Тие можеби се фер, некои од нив се веројатно не фер, меѓутоа членството во било кој клуб е факултативно и по желба на тој што аплицира. Во евроинтеграциите ветото постои како и е користено, например, не знам, за вашите гледачи, Франција има 3 пати поставено вето на членството на Велика Британија во 50-тите, 60-тите се до 73-та година. Во третото аплицирање Велика Британија е примена во Европската Унија, значи не е ни преседан. Соседи да блокираат поради разни меѓусебни прашања членство на друг сосед. Начинот, патоказот е да се продолжи со преговори и да се најде решение кој што ги задоволува сите други страни, бидејќи се друго, како што реков, една Калимеро стратегија нема да произведе позитивни консеквенции за никого. Дали сметаш дека постои ризик да ни се репризира ситуацијата со спорот за името со Грција? Да речеме, од 90-та година не убедуваа дека не го дават името, не го менуваат името, ќе го губиме идентитетот. И на крај, кога требаше, седнакова попчиња и го подпишаа договор со Грција. Дали постои опасност спорот со Бугарија да се злоупотреби за дневно-политички конјунктурни интереси на политичките актери во Македонија? Да, апсолутно. Мислам дека доколку продолжи спорот, посебно оваа, мислам дека оваа година е критична, доколку не се реши во 2021 година, мислам дека ќе продолжи на среден рок и ќе представува токму тоа што спорот со Грција представуваше, главна оска на поделба во политичкиот и општествен живот во Македонија и истовремено алиби за одредени популистички движења да вршат влијание и да контролираат политиката преку, нели, емоционални
и патриотско-националистички теми да ја држат Македонија во статус кво. Статус квото е лошо за Македонија. Македонија е третата најсиромашна земја во Европа. Дали мислиш дека промовирањето на идејата за мини Шенген меѓу Вучич, Рама и Заев е на некој начин да се компензира она вистинска европска перспектива која што и се нуди на овие три земји? Мислам дека најпрво дека називот мини Шенген не е баш најсоодветен. Шенген е како паралела е фактички договорот од 85-та кој што овозможува движење без граници меѓу членките на европската, повеќето членки, не сите. Она што се обидува иницијативата на Вучич, Заев и Рама да го постигне е повеќе некој вид на заеднички пазар. Заеднички пазар е не само слобода на движење, односно безграничен режим на патување, туку и заеднички пазар на работна сила, значи да може да се вработувате во било која од тие земји без посебна работна дозвола, и како и заеднички пазар на стоки и услуги, значи да не постои царинење и други отежнување на внатрешната трговија, како и заедничка трговија према сите други земји и слобода на движење на капитал. Значи банкарските трансфери и другите капитални трансфери да бидат слободни и да не постојат препреки. Тоа сите овие четири заедно се нарекуваат заеднички пазари. Тоа постои во Европската унија пред да се создаде единствениот пазар која што е сега сила. Значи предлогот да се направи некоја форма на мини Југославија, бидејќи бивша Југославија беше тоа, имаше сите овие елементи кои што нема да бидат вклучени земјите кои што се веќе во Европската унија, а ќе се додаде Албанија. Дога анализираме ова, значи кој добива во зона на заеднички пазар, најмногу добива таа која што е најсилната економска сила, односно таа која што има поразвиено производство, кој што има поразвиен пазар на капитал, кој што има повеќе капитална моќ, кој што има финансиска сила. Која е таа земја во оваа структура? Се разбира дека е Србија. Значи Србија остварува трговски суфицити кон сите земји во таа следна, односно наредна мини Југославија или мини Шенген, како ќе го наречете, Балкански Шенген, ево така да го наречеме, дури и кон Косово, со кој што не ја признава, а да не збориме со Македонија. Тоа е другиот проблем, затоа што овие премиерите на овие три држави промовираат некоја идеја, против таа идеја се Косово, Црна Гора е резервирана и Босна и Херцеговина. Како вие ќе се одвадате? Интересно е, значи во заедничка трговска зона секогаш постои некоја форма на хегемон, односно централна сила. Тој дел од пазарот кој што е најсилен и кој што има најмногу моќ. Тоа го има во секоја таква конфигурација. Тоа рековме дека е Србија. Интересно е дека земјите кои што допред 10-15 години биле под директна политичка власт или, а тоа се Косово, Црна Гора, се против тоа, и Босна која што била до некаде во војна. До некаде пред 20 години во војна со Косово. Значи, сите тие што ја поддржуваат иницијативата се земји со кои што Србија не војувала, односно кои што имале со Македонија релативно мирен распад, а Албанија била друга држава. Така да, ова го отвара прашањето на која е димензија, која е политичката димензија, овие се економските аспекти на заедничкиот пазар. Тука ми е дилемата, затоа што ако вие ги слушате Вучич, Рама и Заев, ќе ви речат па ова е само подготвување додека не станеме членка на Европската унија, меѓутоа прашањето не е така наивно. Затоа што ако го слушате вие Вучич во Србија, тој отворено збори за уединење српског света. Вие не можете паралелно да работите за подготвување на овој регион во Европска унија, а од друга страна да копирате модел од Русија, руског света, уединење руског света. И тука ми е прашањето дали мини Шенген
е алатка за проширување или начин за проширување на руското влијание во регионот. И дефинитивно на крај, дали Македонија дефинитивно веќе јасно покажува дека станува опашка и беше, него очигледно дека политичките елити во Македонија не ни размислуваат или ја врзуваат иднината на Македонија со иднината на Србија. Мислам дека, за почеток, од веќе 4-5 години ниту Србија е озбилна околу пристапувањето кон ЕУ, ниту пак ЕУ е озбилна кон пристапувањето на Србија во ЕУ, иако постои процес на преговори во Србија, како што сите знаеме, има власт која што е многу силна, која што ги победува без сериозна опозиција сите избори, која што ги контролира медиумите, го контролира целосно наративот и тој наративот е подсетува на 90-тите години, посебно од оваа наша перспектива. Е етноцентричен, е етатистички, е проруски, е критичен кон демократијата, е критичен кон Западот, критичен кон Америка и така натаму. Повремено воинствен, со разни шоуменски елементи кои што се обидуваат да создадат емпатија кај народот за тоа колку е пожртвувана таа власт, како обезбедува економски напредок за Србија и така натаму и така натаму. Во тој контекст мислам дека фактот дека дури ни Европа и прогледува низ прсти на таков вид на режим, кој што е режим сличен на нашиот во пред една декада, мислам дека е показател дека не се сериозни околу европските аспирации и мислам дека тој контекст треба да го земе како почеток на анализата. Сега, приклучување на иницијатива која што е... Мислим, неспорно е дека Србија игра на две столици. Малку со Запад, малку со Русија. Меѓутоа, кој е интересот на Македонија и на Албанија да се врзуваат на таа? Мислам дека интересот на Македонија и на Албанија да влезат е, како би рекол, повеќе би изгубиле него што би добиле во таква комбинација. Не самиот проблем на отворена и слободна трговија не е проблем. Не е проблемот. Мислам дека доколку само тоа би било придобивката, тогаш би било, како се вика, нет позитив. Меѓутоа во случајов имаме многу разни други политички импликации од влегување на група која што е доминантна Србија и српскиот модел, пошто веќе постои српски модел. Мислам дека ниту Македонија, ниту Албанија имаат придобивка да влезат во тоа. Посебно што се работи за зона во која што Србија не го признава едниот, односно го смета како дел од својата територија, а која што сака да ја вклучи во таков заеднички пазар и во кој што отворено контролира дел од опозицијата и политичкиот спектрум во други две земји. Значи, Вучич има своја партија на Косово, која што учествува во српскиот дел и има скоро целосна наклонетост на дел од политичкиот спектар во Црна Гора и да би рекол контрола и во Република Српска. Значи, тоа не би било рамноправна заедница односно равноправна територија за било која од другите земји членки и затоа мислам дека ниту Македонија, ниту Албанија, ниту другите членки би требало да брзаат да учествуваат во тој проект. Зошто тоа го прават? Мислам дека, реков на почеток, мислам дека имаат потреба од нова приказна. Во отсуство на напредок во однос на тоа што ги внесе на голема врата во политиката во нивните земји, значи во Албанија и во Македонија. Европската унија не им дава резултати на краток рок. Дали мислите дека извршната наредба на председател Бајден, во кој праќа јасни сигнали кон политичките актери во Балканот, дека оние кои што ќе работат против постигнатите договори, кои што практично се и мировни договори во регионот со кои што беа запрани крвавите војни во бивша Југославија, дека ќе бидат таргетирани или ставени во црна листа на американската администрација и повикувајќи ги или предупредувајќи ги владите дека треба да работат повеќе
во правец на сузбивање на корупцијата и организираниот криминал, практично е една рамка која што американската администрација се обидува да го сочува или да го заштити овој регион од руското влијание во услови кога европската перспектива речиси е одсутна. Регионот е во вакуум во моментов, отсуствува. Дали наредбата може да го пополни овој вакуум? Мислам дека наредбата има две цели. Едната цел е да покаже присуство, бидејќи Америка не беше присутна во време на Трамповото председателствување на стратешки начин, односно начинот кој што континуирано беше присутна на Балканот. Мислам дека имаше дисконтинуитет кој што создаде вакуум во самиот начин, односно позиција на американската надворешна политика во Европа и преку тоа и во Балканот. И мислам дека беше тоа начин да се потсети дека Америка е тука и дека се враќа на маса, односно на, можеби не на маса, меѓутоа на стадион, да го подржи процесот на создавање на стабилна демократија и пазарно општество, кој што 30 години не успева да се создаде од разни коруптивни елити и политички структури. Индикативно е дека беше казната стара гарда, која што била активна во политиката пред 10 години, 15 години. Ама со тоа покажува, се праќа порака дека беше символика, се праќа порака кон новата гарда и сегашната гарда и наредната гарда, дека тие картони жолти, црвени и така натаму дека ги има на располагање, дека не се либи да ги користи кога ќе има потреба, и мислам дека тоа беше првата главна поента. Втората поента мислам дека беше токму тоа што го кажа ти, дека се позиционира апропо другите влијанија кои што веќе се тука и кои што се обидува да го пополнат вакуумот на неизвестност на европска перспектива, односно на разочараност во европската перспектива. Мислам дека доаѓаме во ситуација во која што евроскептицизмот станува реалност во Македонија и реалност која што е тешко да ја контрираш со празни ветувања, што беше случај последните 10-15 години. Значи, суровата реалност наспроти ветувањата секогаш победува првото. И мислам дека тука се создава вакуумот на разни влијанија. Едно од нив се разбира и руското присуство, влијание и интерес во контрола на одредени ресурси, политичари и процеси. Американската амбасадорка, господјата Бърнс, лично имаше средби и со премиерот Заев, и со Али Ахмети, и со Мицкоски, каде што очигледно имаше потреба да им нацрта што значи извршната наредба на председател Бајден. Дали ова е на некој начин знак дека нашите политичари не ја разбират или не сакат да ја разберат наредбата, затоа што со Заев и Ахмети амбасадорката посебно го истакна важноста за борба против организираниот криминал и корупцијата, затоа што криминал и корупција прави владата, а од друга страна на Мицкоски очигледно му објаснил дека преспанскиот договор е завршена работа и дека со тоа не треба да се занимава. Дали овие луѓе не разбират или не сакат да разберат? Прекрасно разбираат пораки политичарите во Македонија, посебно од американската амбасадорка. Интересно беше дека пораката кон Мицковски беше различна од пораката кон Заев и Ахмети, корупција и владење на право. Мислам дека со Ахмети првпат прашањето со корупција го става на прв план. Имаше твит од амбасадорката. Најчесто пиар службите на политичките партии се побрзи од пиар службите на амбасадите и брзаат да публикуваат слики, пораки и така натаму. За средбата разбравме од твитот на амбасадорката. Дури потоа со неколку часовно задоцнување пиар службата на ДУИ излезе со соопштение, немаше ни слики, ниту пак брзо покривање на настанот, на традиционалниот начин како тоа се
остварува во кое што беше техничко соопштение, а слична беше ситуацијата и со другите партии. Мислам дека беа пратени одредени пораки околу Тоа е знак дека не им се допаѓаат пораките што ги добиваат од БРЦ? па очигледно да. На крај сакам да те прашам за предстојните локални избори. Излезе вчера премиерот Заев, помпезно најави дека се договориле со Али Ахмети за заеднички настап на локалните избори. Има една чудна ситуација во односите меѓу СДСМ и ДУИ. Во времето на Груевски, СДСМ го напаѓаше Али Ахмети и ДУИ како еден од главните поддржувачи или партии кои што го одржуваше во живот режимот на Груевски. Меѓутоа, по падот на Груевски, Али Ахмети им стана најдобар партнер. Што ги врзува СДСМ и ДУИ? На последниот митинг на СДСМ пред изборите лани, во јули, Заев проговори на албански јазик, БДИ на опозит ПСЕО. Тоа беше неговата последна порака, значи ДУИ во опозиција, зошто да не. Последните 10 дена од кампањата 2020 година на СДСМ беа околу тоа дека СДСМ ќе ја надмине корупцијата со тоа што ќе направи влада без ДУИ. Тоа беше изборно ветување кон сите оние гласачи на СДСМ кои излегоа на изборите 15 јули. Од тоа до правење на предизборна коалиција има неколку салта, и логички, и политички, и морални, во однос на сопствените гласачи. Повторно, и мислам дека СДСМ ќе треба да ги објасни тие на гласачите. Ова е делот на политичкиот елемент на договорот. Мислам дека е необјаснив за делот гласачкото тело на СДСМ, посебно за оние кои што не се партиски војници, туку што се релативно слободомислечки и неврзани гласачи кои што не гледаат друга опција, бидејќи другата опција е архаична, да кажем, во политичка смисла. Зборам за ВМРО. Мислам дека ова е делот кој што СДСМ ќе треба да го објасни. Во делот на ДУИ, мислам дека на ДУИ тој одговара ваква коалиција, бидејќи очигледно тоа е единствениот начин да може да победи во поголем дел од избори. Веќе неколку избори ДУИ води добра кампања, прави инженеринг и го максимизира својот глас од дозволени, полудозволени, некогаш и нелегални средства, се успешно го максимизира својот број на гласови, го постигнува својот плафон, некогаш и го надмашува. И од аспект на ДУИ ова е логична коалиција. Само на тој начин може да победаш. Што ги врзува овие два? Мислам дека во случајов ги врзува политичка судбина, опстанок во политичка смисла, бидејќи пораз на локалните избори би значило пад на оваа коалиција, која што се држи со мощно мало тенко мнозинство, така да они мислам дека се во ситуација која што мора да соработуваат и во кој што имаат заеднички интереси. Дали корупцијата е еден од ткивата кои што ги врзуваат? Имајќи предвид дека корупцијата беше тема пред избори, меѓутоа после избори не е тема, тогаш може да дојдеме до логички заклучок дека не им пречи. Ако не им пречи, тоа значи дека се занимаваат со други теми. Не им е целта да се занимаваат со корупцијата во владините редови. Со оглед на тоа дека се тие двете најголеми партии во владата, тогаш се наметнува заклучокот дека дека корупцијата е нешто што ги врзува овие партии. Дали коалицијата СДСМ ДУИ на некој начин покажува дека Али Ахмети веќе јавно признава дека во албанскиот блок не го контролира мнозинството на албанските гласови, па треба да поземи гласови од македонскиот блок за да на некој начин обезбеди некаква поддршка, победа. Ма тоа не е тајна, кога ги читате сите резултати. Да, ама сепак таа партија се фали дека е УЧК, дека е
правела војна, дека се повикува во интересите на албанците, па знаете, војна направија за албанците наваму. Да, меѓутоа денеска реалноста е дека ДУИ е богата партија која што има многу ресурси, која што ги користи за да направи кампања која што се по-професионални од било која друга кампања, дури од кампањите на ДУИ, во кој што се обидува да ги максимизира гласовите, кај што нели ги користи сите можни ресурси и наративи. Една од тие дека е произлезена нели од војната. Меѓутоа од друга страна, ако ги гледате резултатите изборни, во таа коалиција минатиот пат учествува, значи ДУИ добива некаде меѓу 80 и 100 илјади албански гласови во Македонија, во ситуација во која што на последните 3 избори гласаат меѓу 220 и 240 илјади албански гласачи. Тоа е некаде околу 35 до 40%, значи многу далеку од мнозинство, многу далеку од доминантно мнозинство. Исто така во гласовите на ДУИ влегуваат и одредени неалбански гласови. Они имаат и пратеници кои што не се од албанскиот кампус, нели во Пласница, имаат и градоначалници кои што не се гласаат одредени други етнички групи за ДУИ, така да дури тој процент е помал. Фактот дека преку тие скапи пиар кампањи и консултантски, нели овие кампањата за премиер исто таква една кампања, оваа со зелената агенда исто таква една скапа. Ама тие вие велите дека се добри кампањи, меѓутоа ако малку застанувате и ги анализирате, тоа се конфузни кампањи. Не можете вие да излезете со идеја албанец премиер, од друга страна зелена партија. Едната со другата не оди. Значи, успешни се, кој е успехот на кампањата? Значи, наместо да се збори за корупцијата и богатењето на функционерите на ДУИ, не им е битно дека тие се апсолутно, во кампањата е битно да ја наметнеш темата, не е визуелниот ефект и логичкиот ефект предмет на оценка. Значи, ДУИ ја постигнува целта со тоа што во сите 3 изборни циклуси ја наметнува темата, опозицијата и јавноста, меѓу кои ние прифаќаме таа тема. Значи, ние веќе 3 месеци разговараме за зелениот аспект на трансформацијата на ДУИ, што е лудо. Меѓутоа, тоа е тема. Лани целиот политички спектрум разговараше за тоа дали ќе биде Насер Зибери премиер албанец или не. Тоа е успехот на кампањата. Наместо да збори за тоа како овој станал милионер преку политиката, како, на кој начин се приватизирани одредени средства, на кој колкаво е загадувањето, колку има невработени, колку млади имат напуштена Македонија, каква е ситуацијата со образованието и здравството. Ништо од ова не беше предмет на дебатата. Тоа е на некој начин и обврска на опозицијата да работи на да има подобра кампања од таа на ДУИ. Значи, оваа кампања ја победува таа кампања во однос на наметнување на наратив и на разговор. Значи, се надевам дека следните локални избори нема да биде истиот случај и во македонскиот и во албанскиот условно политички кампус. Бесим, има една сериозна ситуација во коалицијата меѓу СДСМ и ДУИ, затоа што веќе и мои пријатели македонци не кријат дека и го одобруваат тој начин на функционирање, затоа што вика со ДУИ сте на чисто, имате бизнис концепт, им давате одредени концесии, ама за нивната идеолошка политичка агенда. И после не се мешаат у политика. Не се токму тоа. Меѓутоа, несвесно праќаат една многу поразителна порака кон албанецот во Македонија, со која велат дека само корумпираниот албанец е добар албанец. Мислам дека малку е себе амнестирачки да ги обвинуваме како албанци македонците за тоа, бидејќи нашиот глас е наш глас. Во случајов ние им го имаме политичкото средство. Ама тие се соучесници во тој? Не само, мислам дека се мотиватори на тој начин. Гледате дека ДУИ е амнестирана во сите овие процеси на трансформација од Груевски кон новата влада, нема никакви потешки последици. И тоа е концептот едно општество? Па не мислам дека е концептот. Мислам дека концептот е едно општество со кој што се ЗАЕФ е во овој момент во нокдаун, ако не и во нокаут, дека е ставен
И мислам дека веројатно за следните 10-15 или една генерација е неупотреблив во изборна смисла. Мислам дека никој нема посериозно. Компрометира таа идеја? Мислам дека затоа што видите идеите ако не се реализираат, ако се благородни, бидејќи идејата не е лоша. Идејата е сите да бидат исти, еднакви, да уживаат исти права, исти обврски, да имаат ист пристап. Како таква е супер идеја. Посебно ако сте некој прогресивен. Меѓутоа кога таа идеја ќе биде искомпрометирана, злоупотребена, односно нереализирана, било кој од овие три, секој нареден кој што ќе дојде со таа идеја, во следната генерација, дор оваа генерација е се уште на сила, со полна енергија, ќе биде дочекан со недоверба. Мислам дека таа идеја веќе е затоа е во нокаут, во боксерски термин. И мислам дека сакав да се вратам на ова. Мислам дека ДУИ го има воспоставено тој систем во кој што нели создава политички капитал, кој што потоа го претвара во финансиски капитал и не се меша во политички одлуки. Тоа е убаво го објаснивте и мислам дека двете политички партии кои што се традиционална коалиција на ДУИ, ВМРО и СДСМ имаат супер дил со таков еден сооднос и мислам дека тоа на нив им одговара. Весим благодарам на разговорот. Поштовни гледачи, следевте разговор со Бесим Небију, граѓански активист, со кого се обидовме да анализираме што откако Македонија не успеа да почне преговори со Европската Унија, евроскептицизмот, мини Шенген, извршната наредба на претседателот Бајден и секако престојните локални избори. Благодарам на вниманието, се гледаме во друга прилика. Довидување.